На клиниката за кожни болести во Скопје веднаш по соопштувањето на веста за заразената директорка, докторите почнаа да ги враќаат пациентите што имаа закажан термин за преглед. Молам, што ви кажа? Па рече, вика да не влегувате, ја имам закажан денеска. И вика, нема, вика, не се знае, не работи, никој не работи. Како може така наеднаш? Ние одалеку доваќаме сега, закажаме за 2 сата. Многите не можем да одам. Клиниката за дерматовенерологија, која е во ист објект со повеќе други интерни клиники, е под клуч. Пристап имаат само епидемиолозите кои треба да го дезинфицираат просторот и да го способат за работа по 2 недели, кога вработените ќе се вратат од изолацијата во домашни услови. Докторите што ги сретнавме во кругот на клиничкиот центар го осудуваат однесувањето на директорката на кожната клиника Нина Цаца Билјановска, која минатата недела се вратила од скијање во Италија, но наместо да остане во самоизолација и да избегнува контакти со други лица, 5 дена одела на работа. Прво сметам дека е крајно неодговорно да дојдеш од кризно подрачје, каде што секојдневно слушаме дека бројот на инфицирани, заболени, па и починати од инфекцијата од новиот вирус COVID-19 или коронавирусот се зголемува, да не останеш во самоизолација. Колешката доаѓала на работа неколку дена и тоа вака сметам дека може да искомплицира ситуацијата. Се надевам дека нема да ја искомплицира, се надевам дека ќе заврши нова, али во секој случај сметам дека неодговорно. Ние треба прво да ги почитуваме. Ако сме во странство, треба да сме во изолација. Кога доаѓаме од подрачјево, да седиме 10 до 14 дена дома, така и се препораќа од Министерството. Секој треба да сноси одговорност. За тоа треба други да одговарат. Јас не сум надлежна. Јас само сакам да им помогнам на пациентите. А во моментот не сме заштитени медицинскиот персонал. И апелирам да бидат затворени прво школите, каде што треба да бидат заштитени дечињата и да се доаѓа на лекарски преглед само со вистинска индикација. Затоа што денеска имаше по 30 прегледи во секоја амбуланта. Сите пациенти не беа итни, може имаше само 5 пациенти итни. Министерот за здравство Венко Филипче, со кого разговаравме вечерва, вели дека ниеден од оние што биле во контакт со директорката нема симптоми на коронавирус. Ниту еден од така наречените примарни контакти нема знаци за заболување. Пристапуваме по соодветниот алгоритам што важи за сите, тоа значи сите со кои што пациент бил во контакт подолго време, а за подолго време се смета време подолго од 15 или 20 минути на растојание од помалку од метар и пол или 2, дека треба да биде во домашна изолација. Дали некој од лицата со кои таа била во контакт веќе е тестирано за коронавирус? Не, токму тоа е целта на изолацијата во овој момент. Резултатите може да се лажно негативни, заради тоа што престои период на инкубација, кој што зависи од првичниот контакт. Кога ќе истече периодот на домашна изолација, што е еднаков на периодот на инкубација, одлука е на епидемиолозите дали согласно нивната клиничка состојба, согласно општата здравствена состојба, ќе се направи тестирање. Се чини дека кругот на луѓе со кои таа контактирала е доста широк. Дали сите тие луѓе кои ги споменавте, пациентите, вработените на клиниката, оние кои учествувале на предавањето викендот, сите ли тие ќе треба да останат во домашна изолација? Да, иако има 3 степени на ризик, согласно времето на потенцијална експозиција, дистанцата, сепак се одлучивме дека сите 3 категории на контакти ќе бидат во домашна изолација. Во бројка колку е тоа? 100 учесници на симпозиумот, 64 вработени на клиниката за дерматовенерологија и 24 пациенти. Дали е ризик што во истиот објект каде што е кожната клиника се сместени и други клиники? Ризик е само клиниката и токму затоа ја затвораме. Меѓутоа другите клиники, останатите соседни клиники не се во ризик. Филипче вели дека е крајно разочаран од односот на докторката, но поради предизборните ограничувања сега не може да ја разреши. Опозицијата пак оди еден чекор понатаму и бара кривична одговорност од директорката и политичка од министерот. Бараме веднаш неотповиклива оставка да си поднесе најодговорниот за овој случај, министерот Венко Филипче, пуленот на Зоран Заев. Оставка веднаш. Бараме кривична одговорност за директорката на клиниката за кожни болести Нина Цаца Билјановска, според член 205 и 206,
каде што членот 206 став 1 гласи: тој што за време на епидемија на некоја опасна болест не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за незиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или со казна затвор од 1 година. Филипче не чувствува лична одговорност. Не очекувам ништо повеќе од луѓето кои што не се грижат за јавното здравје, тоа е ВМРО ДПМН што впрочем го покажа во овој изминат период од многу години, а вклучително и сега во овој период со несоодветни сопштенија, забелешки и повици. Околу разрешувањето на директорката? Знаете, таа е сега на лекување. Јас прво посакувам да заздрави, да помине лекувањето без последици, а после тоа ќе секако преземеме и соодветни мерки. Министерот не исклучува можност за преземање дополнителни мерки, како што е евентуално затворање на училиштата. Здравствени работници апелираат да се затворат училиштата како превенција за најмладата популација. Ке пристапите кон ваков тип на мерки нас? Во текот на утрешниот ден имаме комисија на состанок на комисијата за заразни болести, понатаму на комитетот кој што ги прати сите овие збиднувања во врска со коронавирусот, тоа се членови од другите институции и нашите членови од комисијата за заразни болести, ќе излеземе со дополнителни мерки доколку се предложат.